Државата да прогласи елементарна непогода, бараат од националната мрежа на земјоделци. Временските услови им го уништи овогодинешниот род. Дождовите и високите температури се причина, кај поголем дел од културите на отворено се појави и до 100% одштетување. Годинава ќе нема грозје, а со лош квалитет ќе биде ориз од пченицата како и ресенското јаболко. Када се нанесува катастрофални штети од поплави, болести, имавме присуство на град. Веднаш потоа да уследа енормно високи температури, што исто така дополнително ги отежнаа условите за производство, и сега сме сведоци кај земјоделски култури имаме оштетување некаде од 50 до 100%. Така да земјоделци сега се наоѓаат во една многу деликатна состојба, буквално не можат да ја поминат сезоната. Освен прогласување на елементарна непогода, мрежата до владата достави листа со 8 барања, кои доколку се реализираат, значително ќе се подобри ситуацијата во македонското земјоделство. Бараат усогласување на цените, како и ослободување од плаќање на воден надоместок за оваа година. Производни цени за сите култури, а оризот да стане стратешка култура. Од националната мрежа алармираат дека се ставени пред свршен чин и незаинтересираноста на власта сама по себе ќе доведе во целост да станеме увозно зависни. Реално македонскиот земјоделец и македонското земјоделие е колапс, може да слободно да кажеме клиничка смрт, и ако не се интервенира, држава со некои по-обемни зафати, да речеме и финансиски и техничка подршка на земјоделците, ние дефинитивно ќе немаме храна. Ние ќе се соочиме со дефицит на храна. Тоа гарантирано ќе биде. И тоа што го имаме производство, и тоа производство ќе го изгубиме во наредниот период, така да како држава дефинитивно ќе бидеме увозно зависни 100%. Иако листата со барање е доставена пред 10 денови, од мрежата велат дека се уште нема добиено никаков одговор. Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечие од оваа година, откупот и продажбата на земјоделски производи изнесува 3.254.746 денари и во однос на истиот период од претходната година е намален за 3,4%. Значително намалување е забележено кај млечните производи за 76,7%.